Делегација на амбасадата на Република Франција во Република Македонија, предводена од неговата екселенција амбасадорот Сирил Бомгартнер, беше во кратка работна посета на општина Неготино. Високиот гостин најнапред оствари средба со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, пошто го посети средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, во чии рамки функционира посебна билингвална паралелка на француски јазик, која е една од првите во Македонија. Амбасадорот Бомгартнер беше примен од раководните структури на училиштето, при што добре дојде лично му посака директорката Донка Јованова. Нашето училиште за неколку дена ќе има патронен празник посветен на светите браќа Кирил и Методи, кои уште пред 12 века успеале со својата мисија да го воведат словенските народи во културната цивилизација на народите. Нашето училиште моментално има околу 600 ученици, распоредени во 10 паралелки, во 3 струки: гимназиска, електротехничка и хемиско-технолошка. Една од паралелките е билингвалната паралелка во гимназиската струка, формирана уште во далечната 1997 година. Еден проект кој во првите години уште не се знаеше како ќе напредува, но денеска веќе е паралелка која произведе многу млади лица кои своето образование го продолжија во Македонија, но и многу голем број во Република Франција. На факултети од техничките науки и останатите од редот на економија, биологија и многу други. Потоа за проектот со билингвалната паралелка и низината работа го објасни раководителот на проектот Драган Трпковски, професор по француски јазик, за да на крај на присутните им се обрати и самиот амбасадор, кој истакна дека за прв пат е во посета на Неготинската гимназија, која наскоро ќе го прослави патрониот празник, а и тој самиот се вика Сирил, односно Кирил. На крај, за францускиот амбасадор беше пуштена и видеопрезентација посебно направена за потребите на училиштето. Година во нашето училиште ќе се запишат ученици во 4 паралелки, од кои едната е билингвална македонско-француска. Ако вашиот избор е гимназиско образование, ние тогаш ќе ви понудиме 4 подрачја: природно-математичко А, природно-математичко Б, општествено-хуманистичко А и општествено-хуманистичко Б. Училиште Свети Кирил и Методи и Неготино во електротехничка струка, во еден од двата образовни профила: електротехничар енергетичар или електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Во склоп на нашето училиште под струката хемија и технологија имаме два профили: хемиски лабораториски техничар и прехранбен техничар. Наставата се одвива по реформирани програми кои вклучуваат теорија и пракса, како и учење преку работа кај работодавач, за чија што цел нашето училиште подпиша меморандуми за соработка со фирмите во кои ќе се одвива практична настава. Тоа што претходно го споменавме за гимназиските паралелки во потполност важи и за билингвалната паралелка. Во билингвалната паралелка се изучуваат истите предмети како и во гимназиските паралелки. Единствената разлика е тоа што се става акцентот на францускиот јазик и учениците на крајот од своето образование се стекнуваат со акредитиран сертификат доделен од француската амбасада во Скопје.
Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.